Сега да преминеме на темата. Верувам дека до сега свативме колку е важно да човек го познава Бога, го познава својот Бог, својот Спасител, да го познава неговиот карактер, затоа што тоа навистина значи вечен живот. Ако не ги знаеме овие работи, еве што ги читавме, поготово последниот цитат, Исус, таа негова борба за секоја душа, навистина животот може да не изгледа мизерен и да заврши кобно и непосакувано. Јас вчера споделив нешто, меѓутоа еве вечерот така ќе почнам, затоа што ме погоди онаа трагедија што се случи во Штип деновиве. И повторно тоа е поврзано со непознавањето на Бога и неговиот карактер. Заминаа 2 млади животи со самоубиство, страшна работа. Кога тие би знаеле дел од ова, кога тие би знаеле што Исус даде, што направи за секоја душа, наистина верувам дека немаше така да завршат трагично. Но сето тоа е заради, пак ќе кажам, потекнало таму што луѓето не го познаваат Господа. Само да ви прочитам 2 од коментарите кои што беа ставени на Фейсбук на профилот на градоначалникот на Штип. Што и како размислуваат луѓето, православни луѓе? Едниот гласи вака: тешко и многу жално за млада личност, значи коментарот пред се беше за девојката, инаку медицинска сестра во Штип, во болницата. Тешко и многу жално за млада личност во цветот на младоста, мисля дека беше 22 години, да кажам, вели нека почива во мир. Сигурно Бог ќе ги отвори рајските порти затоа што таа го заслужува тоа. Многу жално. Може би утешно е вака човек да напише, меѓутоа, како прво никој од нас не заслужува да влезе низ рајските порти и да му бидат отворени рајските порти, а камоли, ако човекот си го одземе сам животот, може ли да влезе низ рајските порти? А видите го вториот коментар. Нека почива во мир, таква и била судбината, нека ги напаѓаат родителите, нека не ги напаѓаат родителите, така Бог одредил да не бидат заедно на земјата, а да бидат заедно на небото. Бидете ангели во рајската градина, прерано ја напуштивте земјата, каде можевте животот да си го поминете како сите млади, почивајте во мир. Значи, Бог така одредил да не бидете заедно, да не живеете заедно на земјата, ама ете ке живеете горе на небото заедно. Какви се овие пораки? Овие се чисто пораки од ѓаволот, кој што се бори исто така за секоја душа, да ја уништи. Па дај да се самоубиеме сите и да одиме право на небо. Според ваквите сваќања. Жалосно, наистина жалосно. И не знам што се е имало во главите на тие млади луѓе. Кој знае што и како тие сваќале и како верувале, за да се решат на таков еден потек. Како да пропаднало се на светот за да си ги одземат животите. Едниот, мислам, машкото првен, па потоа и девојката. Страшно. Но тоа е се заради, пак ќе повторам, погрешното познавање на Бога. Не го познаваат Бога луѓето. А ние сме тие, тоа е наша должност да им го откриеме Божиот карактер на луѓето, да ми ја соопштиме вистината. Прочитавме минатиот пат така и завршивме со Откровение 18 глава 1 стих, каде што јасно е проречено дека Божиот народ, тој остаток, ќе ја даде, ќе ја соопшти таа последна порака на милоста и предупредување до светот, кој што гласи вака, значи првиот стих од 18 глава Откровение. Потоа видов друг ангел како слегува од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. И знаеме, не повторуваме дека ангелот не е тој кој што ја носи пораката, тоа не е буквален ангел, тоа е токму Божиот народ, тоа е остатокот, кој што ја носи таа вест, последна вест на милост и предупредување до светот, и истиот тој народ ќе ја осветли земјата од својата слава, сушност тоа е Божјата слава, меѓутоа
знаеме дека тоа е Божиот карактер, всушност кој што ќе се рефлектира преку нивните животи, преку животот на Божиот народ. Тоа е навистина голема чест на последокот да ја завршиме големата борба со тоа што ќе одбраниме Божјата чест и неговиот карактер, ние како последна генерација верувам, но и огромна одговорност. На тој начин ќе се осветли, планетата од Божиот народ, кој што ќе го рефлектира Божиот карактер совршено, она како што Христос го прикажал во свое време додека бил на земјата. Тоа е Откровение 18.1. Дали може би се сеќаваме на некои слични стихови од Стариот Завет кои што зборуваат во овој правец? За осветлување, за слава. Дали ви доаѓаат некои такви стихови? Имавме пред колку време го проучувавме пророкот Исаија во едно тромесечие. И мислам дека беа читани овие стихови, затоа што се и онака многу познати во Исаија 6 глава, тоа се првите два, ама ајде ќе прочитаме 3 стиха. Исаија 6 глава 1 до 3. Стани, засвети, зашто твојата светлина доаѓа. И сега овде до објаснето, она што го немаше во Откровение 18 глава, меѓутоа овде Исаија го запишал. Стани, засвети, зашто твојата светлина доаѓа, над тебе блеска Господовата слава. Таа слава, всушност е Господовата слава, тоа е неговиот карактер. Меѓутоа блеска над Божиот народ. А еве, вториот стих, темнината ја покрива земјата и мракот народите, а тебе те осветлува Господ и неговата слава се јавува над тебе. И потоа третиот стих вели, народите чекорат кон твојата светлина и царвите кон исток на твојот сјај. Многу убави стихови. Како што Исус засветлил пред 2000 години во тој мрак и го открил Божиот карактер, така треба Божиот народ во последното време да засветли со Божјата слава. Божиот народ, пак е повторно, има таа огромна чест, но и голема одговорност пред себе. И да го забележиме овој контраст во стиховите, првиот и вториот стих. Во првиот стих го гледаме поединецот или Божиот народ над кој што блеска Господовата слава и осветлува, дава светлина, среде што? Среде темнина која што ја покрива целата земја и мракот народите. Замислите си која одговорност е тоа. Луѓето тонат во незнаење, тонат во духовна темнина и среде таа темнина ние треба да бидеме тие светилки кои што ќе однесат светлината, вистината од луѓето и за тоа кој е Бог и каков е Бог за неговиот карактер, но не само со збор, не само со словото, туку преку животот. И токму тогаш ќе дојдат народите кон таа светлина. За да заблеска над нас таа Господова слава, таа треба да биде и дел од нас. Тој Божи карактер. Мора Божиот народ да рефлектира во целост Божиот карактер. Имаме и едни убави цитати во Христови параболи, книгата на 414 страна, оригинална, кои што цитати се паралелни со овие стихови што ги прочитавме и Откровение и Исаија. И видите која паралела ја влече Елен Вајт овде со Исаија пред се. Вели, прави паралела со овие стихови од Исаија со параболата за мудрите и лудите девојки, параболата од 25 глава Матеј. Вели, во оваа парабола мудрите девојки, се насочува на мудрите девојки овде, затоа што тие се тие кои што светлат, единствено тие имале вишок на масло во светилките, имале доволно масло во садовите, заедно со своите светилки. Во текот на ноќта, доека чекале, нивната светлина блескотела со непоматен сјај и ја засилувала заедничката светлина во миговите кога пристигнува младоженецот. Стоејќи во темнината, таа придонесувала да се осветли патот кон домот на младоженецот,
кон куќата во која се одржувала свадбената свечаност. Кога дошол младоженецот? Во најтемното, во најтемната ноќ. А мудрите девојки, Божиот народ, остатокот, си тие кои што треба да го осветлат патот на младоженецот. Вели, така и Христовите следбеници со својата светлина треба да ја растеруваат темнината на овој свет. Со силата на Светиот Дух, Божјата реч станува светлина, која како преродбенска сила действува во животот на обратеникот. Видите сега како таа светлина, како тој Божи карактер го попримаме ние како луѓе, преку Божјето Слово, кој што станува светлина и действува во животот на обратеникот. Значи не само формално познавање на Божјето Слово и проповеди вакви и такви, познавање на доктрините, меѓутоа тоа треба да биде дел од нас, да стане дел од нас. Всадувајќи ги, значи Светиот Дух ги всадува Светиот Дух, всадувајќи ги во нивните срца начелата на таа реч, на Божјата реч, Светиот Дух кај луѓето развива божествени особини. Видите како делува Светиот Дух преку Божјето Слово, за да се пројават преку нас тие Божи и божествени особини, за да го рефлектираме, нели, Божиот карактер. Во животот на неговите следбеници треба да болскоти светлината на неговата слава, односно неговиот карактер. На тој начин тие треба да го прослават Бога, да го осветлуваат патот што води кон домот на младоженецот, кон Божиот град, кон свадбената вечера на јагнето. 5 девојки кои што имале масло доволно масло во своите светилници, Светиот Дух, се тие кои што го осветлуваат патот на младоженецот, а таа светлина всушност тоа е одблеснување на неговата слава, на неговиот карактер. Тоа го поседувале овие 5 мудри девојки. Божиот карактер. Само така можеле да светлат. Од овој цитат, кој што читавме и од претходно Божјата реч, гледаме јасно дека таа Божја реч действува моќно во животот на еден христијанин. Значи, тоа не е само површно делување, туку преобразба на карактерот. Божјата реч ја има таа сила да го преобрази карактерот, што значи дека таа станува составен дел од нашиот живот. Не е тоа само форма. Вели, да се навратам на тој дел од цитатот, всадувајќи ги во нивните срца начелата на Божјата реч, Светиот Дух кај луѓето развива божествени особини. Затоа е битно да проучуваме, да се дружиме со Божјето Слово, но и да дозволиме да тоа стане дел од нас, како што вели, нели, Исус во една прилика, да живееме според секое слово што доаѓа од Божјата уста. Да живееме. Не само да го проповедаме и да го познаваме Словото. Тоа е сосема недоволно и тоа многу добро го знаеме. Или, оној дел од цитатот вели, во животот на неговите следбеници треба да болскоти светлината на неговата слава, односно неговиот карактер. Тоа е таа светлина со која што ќе биде осветлена земјата, како што вели Откровение. И гледаме, значи, паралела меѓу Откровение 18 глава, Исаија 6 глава и овој цитат што го читаме од Христови параболи. И сите тие говорат на една иста тема. Значи, Божиот народ треба да засветли со Божиот карактер. Тоа всушност Исус го чека за да дојде. Зошто Исус чека, нели, книгата која што ја издадовме, поврзана со светилиштето, меѓутоа повторно тоа е таа главна тема. Прочистување на Божиот народ и рефлектирање на Божиот карактер преку Божиот народ. Значи, со други зборови, големата борба нема да заврши, односно ќе заврши кога Божиот народ ќе го прикаже Божиот карактер во своите животи. И не може да заврши се до тогаш. И тоа совршено како што и Христос го сторил. Значи, не е доволно да се биде христијанин само по име, да се зема удел во службата, во работата во Божјето дело, меѓутоа потребна е целосна посветеност. Значи, тоа не е формална религија, туку вера од срце, во срце. На таков начин, Божиот народ треба да го подготви патот за доаѓањето на младоженецот. Видите
тие девојки го осветлуваат патот на младоженецот. И така конечно ќе заврши големата борба. И сега да видиме во овој дел простанатиот како тоа живеел и делувал Христос, за да како наш пример, за да видиме како тоа ние можеме да го живееме неговиот живот и да го осликуваме неговиот карактер. Вели, тој живеел онака како што поучувал. Може тука и да завршиме и да е се јасно. Тој живеел онака како што поучувал. Тоа што го зборувал, тоа го живеел. Затоа била моќна неговата порака. Вели, затоа ви дадов пример. Им рекол тој на своите ученици, да правите и вие така како што направив јас. Јас ги запазив заповедите на мојот Отец. Јован 13:15 и 15:10. На тој начин Христовите зборови имале совршена илустрација и поддршка во неговиот живот. И повеќе од тоа, тој бил она што го поучувал. Неговите зборови биле израз не само на неговото лично животно искуство, туку и на неговиот карактер. Тој не само што ја проповедал вистината, туку самиот бил вистина. Тоа му давал, и вели, завршува цитатот, вели, тоа му давало сила на неговото учење. Че тој не бил лицемер, како што денеска не зборувавме. Не глумел тоа што не е, туку токму тоа што го зборувал, тоа го живел, тоа бил тој. Тој бил, не само што ја проповедал вистината, туку тој бил вистината. Тоа се очекува од нас. Тоа му давало сила на неговото учење. Значи, која било силата на неговото учење? Затоа што перфектно се осликувало тоа што тој го зборувал, тоа бил тој. Дела на апостолите 334 страна вели, Божјата љубов се открива преку Христа на овој свет и затоа и неговите деца мора овде да ја одразуваат таа љубов со својот безпрекорен живот, со што грешниците ќе бидат доведени пред крстот да го видат Божјото јагне. Така и само така, на тој начин, како што вели Исаија 63. Тогаш доаѓаат народите, кога ќе ја видат таа светлина, кога ќе ја видат вистински одраз на Божиот карактер во нашите животи. Она што го спомнавме, меѓутоа мора да го нагласиме повторно, вели, младоженецот дошол околу полнок во најтемните мигови, вели во Христови параболи, Елен Вајд, така и Христос ќе дојде при крајот на најтемниот период од историјата на оваа земја. Значи, како што Исус и дошол при првото доаѓање, бил во еден темен период, дошол во еден темен период и засветлил, така и неговото второ доаѓање ќе биде во најтемниот период од историјата на оваа земја. Замислите си, ние, кој предизвик го имаме? Во најтемниот период мора да светлиме, да го одразуваме Божиот карактер, што нималку не е баш едноставно. Мора да прифатиме затоа што ние денес, кога не е најтемниот период се уште, па паѓаме. Лесно можеме да бидеме испровоцирани и така натаму. Допрва доаѓаат мигови кога навистина ќе бидеме ставени на тест. И ние треба да светлиме. За каква темнина овде станува збор? Јасно е, меѓутоа еве да прочитаме што ни вели Елен Вајд во Христови параболи. Деновите на Ноe и Лот ја осликуваат состојбата на светот непосредно пред доаѓањето на Синот човечки. Како што беше во времето на Ноe и во времето на Лот. Тоа го гледаме на сите страни. Опишувајќи го однапред тоа време, Библијата кажува дека сатаната ќе работи со сета своја сила и со секоја неправедна измама. Ѓаволот си работи својата работа. Да погрешно го прикаже Божиот карактер. Да вистината не стигне, Евангелието не стигне до луѓето. Неговото действување јасно се открива во се поголемата темнина. Во многобројните заблуди, ереси и измами во овие последни денови. Живееме среде ереси, среде заблуди, среде измами. Тоа е одраз на последните денови. Сатаната не само што го држи светот во своји раце, туку неговите заблуди како квасец се шират и во така наречените цркви на нашиот Господ Исус Христос. Големиот отпад ќе прерасне во темнина потемна од полнокината, не пробивна како најцрно платно. Од што се состои таа темнина? Каква е таа темнина? Од заблудите на
ѓаволот, кои што се широко распространети и прифатени дури и во христијанскиот свет. Тоа погрешно представување на Божиот карактер, значи прифаќање на тие идеи на ѓаволот. И еве дел од тоа видовме, нели, во оној тажен случај во Штип, каде што ете луѓето мислат дека ќе си се самоубиеш и ќе отидеш у рајот. Страшна работа, страшно верување. Голем отпад, вели цитатот. Писмото вели продолжува, еве темнина ја покрива земјата, че еве цитатот го цитира стихот од Исаија 62. И мрак народите, а тебе те осветлува Господ и неговата слава се јавува над тебе. Значи, темнината е како резултат на погрешните идеи и учење на ѓаволот, односно неговите заблуди, а нас, тебе, треба да те осветлува Господ и неговата слава да се јавува на тебе. А тоа е вистинскиот приказ на Божиот карактер. Овој свет го обвива темнина на погрешни замисли за Бога. Луѓето не го познаваат веќе вистинскиот Божи карактер. Тие погрешно го сватиле и погрешно го протолкувале. Токму во тоа време треба да се објави божествената порака, пораката што просветлува со своето влијание, пораката што има спасоносна моќ. Треба да се објави вистината за Божиот карактер. Светлината на неговата слава, светлината на неговата добрина, милост и вистина треба да ја растера темнината на овој свет. И продолжува натаму и вели, тоа е делото што го опишува пророкот Исаија, кога пишува искачи се на висока гора, овде се цитираат два стиха од Исаија 40 глава, 9 и 10 стих, искачи се на висока гора, гласнику на добрата вест, Сионе, подкрени го силно својот глас, гласнику на добрата вест, гласнику на Евангелието. Ерусалиме, издигни го, не бој се, речи им на еврејските градови, еве го вашиот Бог, ете Господ доаѓа со сила, владее со својата мишка, еве ја со него и неговата плата, а пред него неговата награда. Продолжува цитатот, вели, оние што го чекаат младоженецот, треба да му кажат на народот, еве го вашиот Бог. Еве го, ова е вашиот Бог. Не така како што вие го замислувате. Ова е вашиот Бог, еве го. Откривањето на неговиот карактер, полн со љубов, е последен зрак на милосрдна светлина, последната порака на милоста што ќе му се објави на светот. Што кажува цитатот? Дека тројангелската вест, третата ангелска вест поточно, односно може да ги ставиме на куп, тројангелската вест е вест, последна вест на предупредување, вест на милост од Бога. Меѓутоа, што е тоа? Што опфаќа всушност таа? Што треба да му се објави на светот? Па Божиот карактер, откривање на неговиот карактер. Тоа е таа вест. Божите деца треба да објават неговата слава. Со својот живот и карактер треба да покажат што сторила Божјата благодат за нив. Тоа е тројната ангелска вест. Тоа е последната вест до луѓето. Значи не е само доктрина ваква, доктрина таква. Денови имав, не знам човекот, братјани ми вели дека е од Кавадарци, некој наш брат, кој што веројатно во Германија, некаде во странство живее, да не му спомнам името, и се фати да дискутира, ме прашува мене, всушност, кој е твоето мислење за Откровение 17 глава, за оние, знаете, 7 цареви, па 5 беа, па едниот беше, па не беше, па не знам, па тој кога ќе дојде, па е дел од 7-те и не знам што, и што мислиш ти, кои се тие? Ја му викам, ти кажам право, ја одамна сум проучавал на таа тема, треба да се подсетам. И има неколку размислувања и се запишани во книгата на Марвин Максел, Апокалипса, не знаете книгата. И едноставно јас многу не се замарам со такви детали. Леле, кога почна човекот, како бе не се замараш со тоа? Па така ли ве учат вас? Па вие не проповедате вистина. Добро, викам, а ти која вистина не ја проповедаш? Од каде ти е тебе сваќањето? И он после ми го изнесе неговото сваќање, кои биле тие. Оној последниот, ги нареди царствата таму како беа порети, оној последниот ќе бил ѓаволот, кој што ќе станал председател на Обединетите нации, лично ѓаволот, значи, мислам, веројатно во
облик на некој човек, не знам. Некој смета дека тој ќе биде, односно порано смета Јован Павле II ќе воскресне. Сушност ѓаволот во неговиот лик, како и да не ве замарам. И сега се фати за тоа. Еден куп луѓе се фаќаат за такви работи. И кажам, не е дека тоа не е битно, меѓутоа тој така мисли, јас вака мислам. И како е? Ајде да ве прашам како е. Ке ми каже некој од вас како е? Кои се тие 7 цара? И дека е точно така? Тоа се детали. Ја не се замарам. Јас лично ја кажам, ја не се замарам со такви детали. За откровението имам големата слика. Знам кои се зверовите и сето тоа, меѓутоа, кој е главниот проблем? Каде треба да бидеме насочени? Еве гледаме која е пораката на трите ангелски вести. Значи, ние ги знаеме и вестите кои се и што се одржат, и кој е Вавилон и така натаму. Во детали не мора да знаете. Не е тоа клучното. На крајот на криштата, кога Перозо ни предаваше на нас откровение во Шведска, знаете какви беа неговите часови? Ке излезеш и, да речеме сега проучуваме 17 глава откровение и постојат толку мислења. И сега ги не го образложува. Едното мислење, другото мислење, третото мислење. Кој може од нас да каже точно како се некои работи? Детали, зборам за детали, ситни работи, кои што може да бидат вака и така. Јас го запрашав овој брат, добро, од каде тебе ти е оваа сваќање? Па од проучување, брате, знаеш, ја проучавам Библија, ја не сум како вас, и така натаму, знаете, напади беа, очигледни беа нападите, вас не ве учат на вистината, и така натаму, не проповедате ангелска вест, од Библијата, ајде посочи ми стикови, дај ми нешто што, еве ја да се осведочам. Ама, знаеш, од Библијата и од некои видеа што сум ги гледал, така, значи, па, видеа можете денеска да изгледате 100 на YouTube и да имате и вакво и такво сваќање. Која е поентата што сакам да кажам? Вистината не е само познавање на доктрините, вистината треба да стане дел од вашиот живот, тоа е клучното, тоа е битното. Божиот народ ќе ја осветли оваа планета Земја на крајот, преку излагање на тројната ангелска вест, меѓутоа и преку совршен приказ на Божиот карактер, преку животите нивни, животот на Божиот народ, на нас. Тоа е честа и одговорноста што имаме. И точно е, јас не сум против тоа да не ги познаваме работите и знаењето, меѓутоа знаењето нема да не спаси. Божито Слово треба да стане дел од нас. Нека Господ ни помогне да бидеме тие 5 мудри девојки, кои што ќе го осветлиме со доволно масло во светилниците, кои што ќе го осветлиме патот на младоженецот, на кој што скоро ќе ни дојде. Амин. Божи Господе наш, Ти си наша заштита, Ти си наша тврдина, Ти си наша сила. Ти си, Господи, се за нас. Во Тебе се надејаме целосно. Ти се предаваме, Господи, во овој миг да не водиш и чуваш и во оваа нова седмица. Не знаеме што ќе биде понатаму. Гледаме најави за притисоци, разни неволи по земјата. Едноставно знаците се множат се повеќе и повеќе. Нешто што само укажува на едно, а тоа е дека крајот доаѓа, дека доаѓа нашето избавување, а нам, Господи, ни е потребна цврста вера за да издржиме до крај. Да не обрнуваме внимание на нашите непријатели, затоа што тие ќе пропаднат, треба се молиме за нив, како што Исус не повикува. Да се молиме и за оние што не гонат, и што не колнат, што не проколнуваат и зборуваат разноразни зборови за нас заради Тебе, Господи. И да не обрнува внимание на сето тоа кој што сака да не дефокусира од патот, а патот е патот кон Христа, патот кон светлината, кон Божиот карактер и спасението. Тоа е наша огромна задача што имаме пред нас, Господи, да целосно го отсликаме и рефлектираме Твојот карактер пред народот во оваа темнина кој што станува се потемно од ден на ден. Ние сме тие кои што имаме таа одговорност
да те прикажеме пред светот, како што Христос те прикажа во свое време, за да можат мноштво на луѓе да те познаат, да бидат привлечени и да дојдат кај тебе и да примат спасение. Прати не Господи онаму кај што сме најпотребни, Ти со Духот Твој Свети делуј во нашите животи, делуј на преобразба на нашите карактери, да сето она што го читаме не паѓа напразно, туку да станува дел од нас и на тој начин преку карактерот ќе светлиме и ќе можеме да обрнеме внимание на мнозина кои што ќе сакат да дојдат кај Тебе. Води не и во оваа нова седмица, Господи, како што Ти најдобро знаеш, благословене секого поединечно, но и како црква. И посебно те молиме, Господи, да обрнеш внимание на оние што се на постела, што се болни, што се може и по затвори, кои што страдаат заради Твоето дело. Сите оние на кои што посебно им е потребна Твојата сила и благослов. Биди со сите нив и со сите нас и благословени да се Ти благодариме во Христово име. Амин.